Млади, светот останува на младите и фокусот треба да биде на младите, не треба другите, нели? Интересно е што ти го најаваш разговорот, ама добро. Повозрастните не треба да бидат запоставени, нели? Па добро, зависи кој како се чувствува. И ние помладите сакаме на повозрастните да им дадеме можности, прилика. Зависи кој како се чувствува, не. Фокусот на мојата идеја беше претходниот разговор, насловот, чудната приказна за Брайан Фишер е насловот на играта, онлайн, интернет или видеоигра или како сакате наречете, од кое време и да сте. Тоа е насловот на македонскиот продукт кој што е недеструктивен, туку ги развива интелектуалните способности на луѓето и затоа ова утро со нас е Ристе Тутурески кој што е креатор или еден од креаторите на оваа игра. Му велиме добро утро и добре дојде. Добро утро и ви благодарам за оваа покана и да бидеме дел од вашата утринска програма. Со првото прашање веднаш сакаме да прашаме нели што представува овој проект или оваа игра The Strange Story of Brian Fisher или на македонски во превод Чудната приказна на Брайан Фишер. Зошто е насловот на два јазика и зашто се работи? Така. Овој проект е една комбинација на уметничко-техничка изведба која што има за цел да овозможи да се развие, како што спомнавте, интелектот на секој некој што ќе ја конзумира оваа игра. Таа представува една авантуристичка и мистериозна приказна, која што преку различни предизвици додека се игра самата игра, ќе се наоѓате во различни ситуации каде што ќе треба да решавате различни загадки, ќе наоѓате различни предмети и ќе треба добро да ги искомбинирате за да успеете да ја завршите самата игра. Дали ти се познати некои од термините Тетрис, Moon Patrol, Bubble Bubble, Snow Bros? Сега зборувавме за Тетрисот и ми вика до кој ниво стигаше, толку ни беше така совршено што не знам како беше детски го свртев Тетрисот. Го свртев Тетрисот неколку пати. Да, а оваа игра може да ја свртиш. Која е целта? Да, значи уште кога почнувавме со самиот проект, ајде да кажам, се засновавме на две цели. Првата цел беше, како што спомнавте и претходно, да нема насилство и да биде токму спротивното. Да, имаме инсерти, може еве ги режијата веднаш реагира, може да ги видиме зашто всушност се работи. Значи целта е да се поттикне играчот кој што ја конзумира самата игра да се овозможи и да поттикнеме креативно размислување. И преку тоа креативно размислување нормално да почне да размислува на поинаков начин при решавање на самите проблеми, бидејќи самата игра сама по себе во секој дел од играта имате некаков проблем кој што треба систематски да пробате да го решите во различни начини. Така да тоа е една од главните цели, да создадеме една алатка која што ќе ги унапредува интелектуалните способности на секој млад човек. А од друга страна сакавме да создадеме нешто што ќе отпочнеме барем тука кај нас во Македонија една креативна индустрија која што не е толку многу застапена, бидејќи самата индустрија и самата игра, оваа игра е направена од различен склоп на професии, почнувајќи од програмери, дизајнери, уметници, историчари, музичари, режисери, сценографи, сценаристи, така натака, и актери кои што го позајмуваат гласот на главниот лик во самата игра. Главното прашање, колку време треба за да се заврши играта? Дали ќе имаме непроспиени ноќи или како да? Нормално, да. Имаме непроспиени. Да, како не. Значи, барем овој дел, бидејќи ова е вториот дел од играта, првиот дел беше издаден во 2020 година, направи супер успех и тоа не поттикна да го направиме и вториот дел или да речем продолжението, бидејќи ова е приказна од 3 продолженија и представува како филм. Така да време трајањето и на овој проект траеше можеби повеќе од 2 години.
Тоа е вашето време трајање и вашите непреспани ноќи, но дали создава оваа игра или игрица, како што сакаме ние во скопски жаргон да кажеме, зависност кај оние. Гледаме дека е скоро до совршенство доведена. Да, многу е колоритна. Гледаме дека е многу современа, гледаме дека е адаптирана на модерните потреби, ова за разлика од она што го имавме ние како деца пред 30 на години е друг век, нели? Не се споредува. Да. Дали има простор да создаде зависност оваа игра? Дали можеби е тоа еден од моментите на кои што размислувавте како човек да, ќе кажеме повторно во жаргон, да се откачи и да стане од PC-то, од компјутерот? Така. Морам да спомнам дека барем тука кај нас се уште геймингот или играњето на игри е табу тема и се уште има некакво размислување дека тоа представува зависност. Нормално секоја прекомерна конзумација на било што па и на вода. Да, па и на вода ќе стане зависност. Секако дека размислувавме на тоа и пред се повеќе фокус дадовме на делот кој што играчот или конзумерот треба да ужива во самото тоа што ќе игра играта од една страна, од друга страна како што кажавме да му поттикнеме да размислува надвор од границите на да речем нормалното размислување за да успее да направи нешто од играта. И пред се тие две комбинации сакавме да создадеме нешто што корисникот ќе ужива, а не да биде зависник од современ Индиана Джонс и Шерлок Холмс комбинација. Комбинација комбинација е која што има и приказна позади себе и можам да кажам дека е некаква трилогија или како филм кој што има три епизоди. Јас повеќе го гледам и делува како игра за возрастни, ама нели не можеме веќе оваа нова млада генерација колку толку да ја контролираме. Може две прашања во едно, на кои платформи, на кои пазари е достапна играта и старосната граница. Така. И на тоа размислувавме кога правевме самата игра. Сакавме играта да биде достапна за секого. И моментално рейтингот кој што го дава Светска асоциација е дека таа е достапна, може да игра било кој, што се вика од 7 до 70 години. И многу интересно што дури ја играат и цели семејства, бидејќи стварно бара размислување и сите можат да се соберат околу оној кој што игра и даваат сугестии, насоки како нешто да се реши, која загадка на кој начин да се реши така натака. Во однос на платформите, во 2020 година за прв пат мислам дека во Македонија македонско студио подпиша договор со Microsoft, со Xbox и PlayStation. Тоа беше мојата компанија која што ја прифати оваа игра да биде на овие платформи. И моментално значи се продава на Microsoft Store, Xbox и за многу кратко најверојатно ќе биде и на PlayStation. Имаме договор, меѓутоа поради административни причини, кои што PlayStation нема некои регулативи со државата Македонија, не сме сега во можност, меѓутоа се надевам дека ќе го надминеме тој проблем и ќе биде достапна и е насекаде во светот, значи нема земја каде што моментално не е достапна. Влијанието на оваа игра го споменавме, накратко само за крај, каков е рейтингот или се уште не можете да го процените влијанието што го има надвор од нашите граници или се вкупниот рейтинг што го има оваа игра и еден пред се затоа што е македонски продукт, за тоа прашувам. Да. Иако самата игра прво е направена од македонски професионалци. Значи, пробувавме да не користиме странски професионалци за изработката на играта. Значи, почнуваме од техничка обработка, од моделирање, од уметничкиот дизајн, глума, музика и се тоа што треба за еден продукт да биде готов. Така да комплетна македонска, синхронизирана на македонски глумци зборуваат во самата игра. Меѓутоа морам да кажам дека секако поголем дел од публиката е странска публика. И моментално самата игра добро котира на сите пазари. Само една мала информација од оценка од 1 до 5 на Xbox платформата моментално имаме 4.2, што е многу добар скор.
бидејќи Xbox е стварно една добра платформа и играчи кои што се стварно сериозни. Многу добар, секогаш била добра оценка. Ниту си бубалица, меѓутоа не си од оние што не знаат ништо. Но имаш простор за работа. Да, сериозно си упатен во материјата. Ристе, ни останува Ристе Тутурески, креатор на играта Чудната приказна за Брайан Фишер, заедно со колегите. Поздрав до сите, благодариме што бевте ова утро со нас. Ви благодариме што го направивте ова, за кое што можевме денеска да зборуваме. Зборуваме за еден продукт во светот на игрите кој што не е насилен, кој што го развива интелектот на луѓето и кој што потекнува од Македонија. Тоа беше главниот фокус. Благодариме уште еднаш и ве чекаме и во следна прилика со трилогијата, па и со други некои вакви изуми. Нека бидат македонски, нека ги има што повеќе. Благодарам. Благодарим.